Вечерва можам да кажам дека ова е најдобриот ден од сите 6 изданија на Мариово Offroad Experience. Денес имавме прекрасно искуство каде што 30 до 40 учесници на фестивалот влегоа во Мелничката пештера. Се вратија импресионирани, прекрасно искуство за нив. А вечерва го имаме чалгискиот оркестар при МРТ, кој што го надополнува амбиентот во Мариово со чалгиска музика. Воведовме промени во самиот фестивал и од оваа година мотото е "Уживаме во Мариово" и токму тоа го правиме. Го оставивме фестивалот на календарот на спортски активности на спортистите низ Македонија. Мариово е доволно атрактивно за самото да ги покани спортистите и доаѓаат во голем број да го посетат овој прекрасен крај, токму заради спортот и атрактивноста. Со звуците на македонската чалгиска музика од македонската радио телевизија, денеска е весело тука во еколошки најчистиот крај во Македонија и пошироко, Мариово. Почна официјалното, да речам, дефиле денеска со многу настави, меѓутоа главното ќе биде утре она велосипедска трка и посета на повеќе локации во Мариово. Ова е навистина еден голем настан кој се случува во текот на годината. Имаме велосипедисти, планинари, ентузијасти, екологисти, спелеолози од цела Македонија и пошироко, и ова настан е одлична промоција за Мариово и општина Прилеп во развојот на тој алтернативен селски еколошки туризам, се она што го негува општина Прилеп овие 12 години. Прв пат сум тука и не знам как ќе биде. Не знам што да кажам. Колку години се занимаваш со планински велосипедизам? 2,5 години. Што те натера? Не знам. Едноставно сакам планини и од мал сум точка. Како дое тука по препорака некој? Не, клубски, од клубот се организираме. Од каде доаѓате? Од Квадарци. Ние како дел од екипата на тиквешки точакџи од Кавадарци, ја мислам бе четврти, има поединци кои и сите 5 години учествувале на ова манифестација. Мое лично присуство е прв пат. По кажувањето на колегите, на пријателите, било незаборавно искуство и беше више редно да дојдам јас лично да се уверам во тоа. Вака ние сме представници од тиквишки точакџи и Кавадарци. Значи, јас тука доаѓам веќе четврта година поред. Прв пат со кампирање, супер.
Прекрасно време, еве ги стигнаа останатите членови од КНС од Кавадарци, значи вкупно околу 30-35 луѓе сме тука, организирано. Се надеваме дека ќе поминеме добро. Па дојден сум колега Вани бил тука, го возел ова Мариово што е турава велосипедска и имаше позитивни впечатоци, поради тоа дојдовме годинава повеќе. Да. Ние сме тројца, не сме од клуб, индивидуално, рекреативно си возиме. Колку време се занимаваш со планински велосипед? Па некаде околу 4 години. Возиш ли цела држава? Па возам сегде скоро. И какви имаме услови за развој на овој спорт во државата? Па одлични, екстра, и устранство сме возеле. Нема ништо разлика, дури кај нас има поубави предели и понеоткриени. Помалку урбанизирани. Колку е развој на спорт? Па последниве години зема се поголем и поголем замав. Еве може да видите тука од колку точаци има. Споредете. Да, и супер е, многу убава организација, се дружиме. Еве денеска ќе возиме точаци, да, ќе видиме кога ќе се вратиме, колку запаление ќе имаме. Како поминавте синоќ на концертот? Убаво, супер опуштено. Весело, некој играа, пееа доле, убаво беше. Ние бевме многу уморни, порано се прибравме во шатор. Зошто дојдовте тука по препорака некој? Слушнавте за овој настан кој по 6 пат се одржува? Па да, има на Facebook, има сегде нели реклами. Кој сака да вози точаци, ќе се заинтересира и ќе си најде. И прва година како возам точаки, викам ајде да испитам се. Доаѓаме од Кавадарци, значи втор пат сме оваа год. Од отварањето, значи на овој фестивал, втор пат сме тука присутни. И лани многу ни се допадна, значи бевме презадоволни од природата, од организацијата се и затоа сме оваа година пак повторно тука. Како оценуваш Мариово за развој на овој спорт? Супер, мислам. Ги има сите потребни услови што се потребни за маунтин байк организација и тури. Перспективите може да бидат уште поголеми за повеќе развој, повеќе Може, значи огромен реон е, реално, значи зафеќа територија од Кавадарци, Прилеп, Битова, така да може има уште поголем развој што може да се направи за организација на тури од ваков тип. Овде доаѓаме по втор пат. Го одбравме планинскиот велосипедизам поради тоа што само преку него може да ја доприме природата, да влеземе во дивината. Значи со маунтин байк може да доприме до недостапните места. Да, тоа е причината. Возите често низ повеќе тури на Македонија? Да, возиме често низ повеќе тури. Овој ни е втор пат на Мариово Offroad Experience и презадоволни сме од организација, од терен, од се. Ова ми е втор пат во Мариово. И лани си проведовме многу добро, годинава уште подобро, бевме во Мелничка пештера. Имавме незаборавно искуство, сега малце ќе прошетаме по мариовските предели. Дружбата е одлична, организацијата е супер и се надам дека ќе продолжи вака и следните години. Како беше чувството кога влеговте во пештерата? Чувството во пештерата беше возбудливо, неверојатно, бидејќи не си имал такво искуство претходно. Значи, као да влагаш во еден подземен град,
со тунели, со големи соби што се отвараат. Беше стварно интересно и препорачувам на сите бар еднаш да го искусат, ако имаат шанса. Сега сте планински велосипедизам или планинарење? Планинарење. Чисто да прошетаме малце. Да, вчера бевме со спелеолошкото друштво Златоврв од Прилеп, кој мора да ги пофалам за извонредното доживување кое што не го приредија, со висока професионалност и со навистина нешто сосема необична активност на која што сите уживавме. Денеска ги планинарите од Скопје дојдоа, со планинарите кои што беа веќе во кампот, ќе тргнат од тука кон искачување на врвот Панделе, односно ќе искачат 3 помали врвови, Мала Скрка, Панделе 1344 метри и Пасково ќуле, од каде што ќе се симнат во селото Полчиште и потоа од таму ќе се вратат назад тука во манастирот на главниот ручек. Да. Тоа се водичите од Скопје, може и од нив да земете изјава. Марио Шаревски. Планинарско друштво Трансверзалец со бициклисти со точкаџији стално се дружиме. Се надевам дека и денес ќе поминеме убаво, имаме една кружна тура од врвот Панделе со манастирот Свети Илија и селото Полчиште. 5-6 сата и се враќаме овде заедно со велосипедистиве да се подружиме на планинарско гравче и велосипедско место. Дали до сега имате одена? Ја имаме одена многу одавна, кога немаше патишта, сега има многу патишта, Мариово се развива, се надевам дека и младиве ќе се враќаат почесто во Мариово. Благодарам за убавите зборови. Според планираното се одвиваат работите. Господ нека ни даде среќа сите надпреварувачи да завршат здрави и живи. Имаме прекрасно време. Синоќа го имавме според многумина најубавата спортска активност до сите 6 изданија, посетата на Мелничката пештера и вечерта концертот на чалгиите. Денеска сите расположени. Планинарите веќе пристигнаа од цела Македонија, тие ќе го освојуваат, ќе го искачуваат врвот Панделе. Други 200 велосипедисти ќе возат 2 велосипедски тури по тешката и полесната МТВ патека, кои што посетуваат неколку мариовски села. Според планираното, зацртаното што си го поставивме пред 5 години, во 2012 година, работите се одвиваат. Мариово го поставивме на картата на аутдор спортови во Македонија. Спортистите веќе го сметаат и ги користат неговите придобивки. Прекрасен предел кој што нуди уште повеќе потенцијал за развој на алтернативниот туризам. Ние се трудиме, бидејќи веќе го поставивме на здрава основа во Македонија, да можеме да го пласираме на Балканот и во Европа, што е можно повеќе гости да го посетат крајот и да уживаат во неговите убавини. Се гледаме во финалето. Абе, ова е цел вид